Утрински стихови од Библијата. 21 октомври. Христос дојде да ги повика грешниците. Не дојдов да ги повикам праведните, туку грешниците на покаяние. Марко 2:17. Оној кој дошол од небото да биде наш пример, поминал речиси 30 години од својот живот, занимавајќи се со обична механичка работа. Но, за тоа време ги проучувал Божјата реч и Божите дела, помагајќи и подучувајќи ги сите до кои неговото влијание можело да досегне. Кога почнала неговата јавна служба, тој одел лекувајќи ги болните, утешувајќи ги ужалените и проповедајќи го Евангелието на сиромашните. Тоа е работата на сите негови следбеници. Во срцето, допрено од неговата љубов, се раѓа желба да работи за него. Нека оваа желба биде охрабрувана и правилно водена. Без разлика дали тоа е во домот, во соседството или во училиштето. Присуството на сиромашните, страдалниците, неуките или несреќните треба да се смета не како несреќа, туку како пружање на драгоцена прилика за служба. Во таа работа, како и во секоја друга, умешност се стекнува при практичното работење. Преку увежбување во обичните животни должности и преку служење на оние што се во потреба и мака, ефикасноста се зголемува. Без тоа и најдобронамерните напори често пати се бескорисни, па дури и штетни. Токму во водата, а не на суво, луѓето се научуваат како да пливаат. Христовата работа во голема мера се состоела од лични средби. Тој обрнувал искрено внимание и на публиката што се состоела само од една душа. А потоа, таа една душа го пренесувала на илјадници знаењето што го примила. Бог ги зема луѓето такви какви што се и ги едуцира за својата служба, ако сакаат да му се покорат. Континуираното посветување воспоставува толку близок однос меѓу Исус и неговиот ученик, што христијанинот станува сличен со него во умот и во карактерот. Преку врската со Христа, тој ќе се здобие со појасни и пошироки погледи.